Екс-генерален извршен директор на Прилепскиот тутунски комбинат, еден координатор на група за обезбедување, еден собственик на фирма од село Малокоњари, како и фирмата, се сомничат дека со своето незаконско работење во 2021 и 2022 го оштетиле буџетот на комбинатот за 3.338.328 денари. Севера Битола поднесе кривични пријави против координаторот обезбедувач, 59 годишниот љб, против 60 годишниот екс-генерален директор КС, против 41 годишниот ЈД, кој бил собственик на фирмата од село Малокоњари, а за која исто така има кривична пријава. Според МВР, сите осомничени здружено и незаконски работеле при оттуѓувањето, односно купопродажбата на отпадните материјали кои биле во собственост на Тутунскиот комбинат. Во текот на февруари 2022, првопријавениот љб со помош на трето пријавениот ЈД прикриле најмалку 185.000 килограми отпадно железо од работна единица Заводи Мажучиште и не ја евидентирале на сметка на комбинатот, а била предадена и откупена од правно лице од село Малокоњари по повисока цена за 2 денари од килограм. Но, наместо на сметката на АД Тутунски комбинат, од правното лице од село Малокоњари биле изготвени фиктивни откупни белешки за предадено отпадно железо, во просек по околу 25.000 килограми по лице на име на 8 физички лица, блиски на првопријавениот, со изјави за потеклото на отпадот. Воедно и паричните средства биле префрлени на банкарски сметки на 7 физички лица, како и на личната банкарска сметка на првопријавениот љб, се вели во соопштението од Севера Битола. Овие лица парите ги подигнувале во готово и му ги предавале на љб. Така, на нивните сметки завршиле вкупно 3.338.320 денари, за колку што бил и оштетен комбинатот. Додека пак на Тутунски, по основна продажбата на отпадното железо од правното лице од село Малокоњари му биле исплатени 1.274.560 денари. Инаку, правниот субјект е овластена фирма за откуп и продажба на отпадни материјали и со Тутунскиот комбинат имал склучено договор за откуп на отпад. Од тука, тогашниот директор КС се товари за несовесно работење во службата, бидејќи во првото тримесечие на 2022 на првопријавениот љб, спротивно од одлуката за одобрување на отпис од сметководствената евиденција и продажба на основни средства, ситен инвентар и резервни делови како отпадни материјали, по негов усмен предлог му овозможил на љб тој да ја спроведе продажбата наместо референтот за управување со отпад.